на сите, јас сум Джейлан Велио. Денес во дворот на Дунја се подготвуваше сладко од смокви и тоа не од било какви смокви, туку смокви кои што растат токму во дворчето на Дунја и се подготвуваше токму во дворчето на Дунја. Па денес за овој процес ќе разговараме со Никола Шиндре. Здраво, Шики. Мило ми е што Джелјан се согласи така на брзина да дојдеш и да ги известиме нашите сограѓани, соработници за оваа работничка акција. Ова е работничка акција организирана од страна на колективот Дунја, а јас силно ја поддржувам затоа што сум голем поддржувач на колективот Дунја. Сметам дека работничките акции во иднина треба да продолжат не само во рамки на колективот Дунја, туку и на сите заинтересирани кои што сакаат да дојдат и да придонесат кон градење на еден нов, поправеден општествен систем кој што ќе биде пример за тоа како треба да се другарува и како да се има еден соодветен соживот, едно меѓучовечко разбирање преку работните активности што може да ги има човекот. И мислам дека е ова одлична стартна работна акција со подготвување на сладко од диви смокви од една преживеана дива смоква во општина Центар во овој бетонски град. И тоа е супер, така што мило ми е што се согласи да дојдеш на брзина и да ја снимаме оваа кратка емисија. Многу интересна е работничката акција како што нагласи. Порано сме слушале од нашите родители најчесто за работничките акции кои што ги имале во Југославија, граделе пруги и така натаму. Што сметаш ти на што се должи, зошто денес нема такви работнички акции? Дали тоа се должи поради промената на системот и промената на самиот вредносен систем? Или што е во прашање? Значи, во капитализмот не може да има солидарни работнички акции, ниту пак солидарни волонтерски акции, затоа што единствениот услов, единствената предпоставка, единствената вредност на капитализмот е профитот. Работничките акции, целта на работничките акции е да биде едно развивање на подобро општество. Целта е да се направи добар соживот помеѓу луѓето и работниците да ги научат различните технолошки процеси. Малку за да објасниме за гледачите, работничкиот процес за подготвување на сладко од смокви во вакви домашни импровизирани услови е составен од десетина работници кои што вложуваат дел од своето слободно време. Треба да се знае дека должностите се диспозитив, односно преку должностите човекот ја доживува сопствената слобода. Тој што ја чисти улицата е слободен од нечистотијата, а е слободен за чистотата. Значи, секој во своето слободно време треба да придонесува кон општото добро преку заеднички акции. Треба да заживеат местните заедници, ваквите центри како Дунја, треба да заживеат конечно колективните домувања, треба да заживеат и жителите на една зграда да создаваат вакви акции каде што заеднички ќе готват. Дали сладко од смокви, дали ајвар, дали хортикултурно уредување на нивниот двор од зградата, дали наводнување. Така се учат различните технолошки процеси. Имено за овој технолошки процес на колективот Дунја му беа потребни неколку поддржувачи, теоретичари, филозофи, мислители кои што ја даваат идејата за развој на едно ново општество. Понатаму учествува четворица берачи на смоквата, затоа што сепак иако беше направено сладко 2 килограми смокви, треба некој да се качи со скала, да ги собери, да ги бери, да не паднат на земја, да бидат целосни и така натаму. Понатаму беа мијачи на тегли. Теглите не доаѓаат од небо чисти, не треба да се купуваат, треба да се реупотребува, некој треба да го измие. 2 мијачи на тегли и стигнавме до 6 работници. Понатаму јас го готвев сладкото. Ми помагаше една Симона да ги затвориме теглите, да го спакуваме соодветно за кога ќе го носиме по луѓето. Ова сладко искрено беше за членовите на колективот Дунја, за нашите соседи, за цимерите на Дунја, за ние што работевме. Имавме готвач кој што ни изготви јадење на двајцата работници кои што го правевме цел ден сладкото. И имавме неколку гости кои што ни го разубавува денот додека ние работевме и ни правеа разни муабети. Дојде градинарот на ова место, дојде човекот што се грижи за мачките, така што на некој начин ние преку една заедничка работна акција, секој пронаоѓајќи се во одреден сегмент од технолошкиот процес на производство на сладко и секој дневувањето
како вадењето на цвеќињата, хранењето на мачињата, одржувањето на редот и хигиената. И тоа е добро, вакви треба да се развиваат и што е најважно на мојата порака е до сите вакви групи кои што се организираат работнички. Дали да го чистат паркот, дали да чистат некоја депонија, дали да мијат улици, дали да подготвуваат сладко, дали да подготвуваат ајвар, оние кои што згрижуваат куќиња, мачиња, треба да пристапат кон универзализација на нивните барања, како што ние пристапуваме кон универзализација на барањето за неработна недела. Затоа што сметаме дека во недела кога е ефтината струја треба сите да имаат слободно време и да се ангажираат во работни активности за подобрување на општото добро. Дали тоа ќе биде миење на улици, готвење, згрижување на животни, воспитни наставни активности на некој што сака да им кажува на неговите сограѓани како да се грижат за општото добро, се е добре дојдено и затоа треба неделата да биде слободен работен ден за сите луѓе во оваа држава, за да можат сите да се дружат и да се вклучат во заедничарењето, во една акција глобална за подобрување на нашиот вредносен систем. Преку солидаризација. Кажа недела и денес е дан недела. А дали денес денот е одбран за подготвување на сладко поради тоа што повеќето сте слободни или пак поради ефтината струја? Ниту поради едното, ниту поради другото. Оваа акција беше склучена заради подобрување на нашите меѓулични односи, да се запознаеме едни со други, да помогнеме во нешто заедничко, да создадеме нешто заедничко, а поради тоа што во недела почесто сме слободни и се разбира поради тоа што во недела е ефтината тарифа на електричната енергија, ова сладко се вари во 9 води, се прави шербет, треба многу електрична енергија за да се произведе, нели нема смисла во центарот на урбаното јадро да се палат огнови во лето. Доволно е загаден воздухот и без тоа и ова е супер акција како да се продолжи понатаму, меѓутоа и сите оние кои што сакаат заеднички да подготвуваат храна, нешто, сите луѓе треба да се вклучат во едни такви заеднички работнички акции каде што ќе се вреднува сечи работнички труд и каде што ќе се развиваат приказни кои што ќе се раскажуваат како што нашите родители нам ни раскажувале. И за воиднина да оставиме трага дека заеднички сме живееле во овој град. Чинре, може да пробаме тогаш сладкото? Да, може да го пробаме сладкото, да видиш какво е. Само јас би сакал пред да го пробаме сладкото, или ајде, комплиментите за ова сладко да ги кажеш на албански и на турски. Комплиментите. Па треба прво да го пробам за да го кажам. Да. Јас сум сигурен дека ќе има комплименти. Секако. Shumë e ëmbël. Faleminderit. Bu incir reçeli çok güzel. Молам. Мило ми беше Џижан што би бев повторно гостин во емисијата на Гласни идеи. Исто и мене беше мило што имавме ваква емисија во друг формат. Пак се надевам и на тие што ќе го пробат сладкото исто ќе им се допадне. За повеќе емисии гледајте на YouTube каналот Гласни идеи.